калцификација во организмот или по меѓународот популарно наречени шилци. Во прв план денеска зборуваме и за болестите кои го зафаќаат црниот дроб. Секако тука се вежбите за раменски појас и предлог за вкус и здрав рецепт за целото семејство. Црниот дроб е најголемата жлезда и вториот најголем орган во нашето тело. Се наоѓа на десната страна од стомачната празнина и има многу значајна улога во низа метаболитички и анаболитички процеси во нашиот организам. Тој има способност да се регенерира и непречено да функционира дури и со само 1/4 од својата маса. Црниот дроб има повеќе улоги, односно извршува 500 различни функции, меѓу кои најважни се регулацијата на нивото на шеќер во крвта, претворањето на амонијакот во уреа, претворањето на провитаминот А во витамина, формирањето на одбрамбени белковини, синтеза на коагулативните фактори, фагоцитоза на старите клетки и така натаму. Меѓу другото, тој ги елиминира отровните материи од организмот, а воедно треба да се напомене дека најголемиот дел од никотинот се детоксицира токму во црниот дроб. Црниот дроб помага во одржувањето на нивото на шеќерот во крвта, создава крвни белковини, го помага згручувањето на крвта, го контролира создавањето и размножувањето на крвните зрнца, ги складира витамините, ги отстранува отровите, ја складира енергијата, создава топлина и уништува микроорганизми. Присуството на мала количина на маст во црниот дроб е нормална појава и можеби нема да предизвика некои одредени проблеми или симптоми. Меѓутоа, кога мастите започнуваат да се насобираат во големи количини, можат да предизвикаат воспаление на црниот дроб, што може да го оштети овој исклучително важен орган и да создаде трајни белези. Неалкохолното замастување на црниот дроб е во рапиден пораст изминатите неколку години. Често се дијагностицира кај луѓе со зголемена или прекумерна тежина или кај оние на кои исхраната им е полна со масна преработена храна, но и шеќери. Лекувањето на црниот дроб зависи од причинителот, а кога во прашање е превенцијата, исхраната е многу важен фактор. Акцентот оди на разновидна исхрана со избегнување на масна храна, одржување на препорачена телесна тежина, строго користење на лекови според советите на лекарите, избегнување или минимални количини на алкохол, избегнување на контакт со туѓа крв или телесни течности, како и практикување на сигурен, безбеден сексуален однос. Грижете се за вашиот црн дроб, за тој непречено да може да ги извршува своите бројни функции. На моје особено задоволство, а и радост, денеска во прв план гостине професор доктор Викторија Чалоска-Иванова, субспецијалист по гастроентерохепатологија од Ачибадем Систина. Професорке, добар ден. Добар ден и вам и на гледачите. Опфаќаме еден навистина интересен орган од нашиот дигестивен систем, исклучително значаен и важен, затоа што не може да се замени. Читав истражувања дека може да се живее со едно белоудробно крило, дека можете да живеете без репродуктивните органи, меѓутоа не и без црниот дроб. Добра околност е што може да се регенерира. Па вие добро почнавте, бидејќи на некој начин ја кажавте личната карта на црниот дроб. Еве сега јас да се надоврзам. Црниот дроб е централна лабораторија на организмот. Тоа значи во него се одбиваат безброј во исто време биохемиски реакции многу сложени, кои за се уште не може да се имитираат во технолошки некој производ и заради тоа се уште нема и покрај напредокот на технолошки на науката и воопшто човековата мисла, се уште нема конструирано вештачки црн дроб. Значи, црниот дроб е витален орган, без него не може да се живее, дотолку повеќе што и кога ќе се намали функцијата негова на одредено ниво, животот не е можен, например, без трансмутација. Например, бубрезите. Бубрезите нели може да се заболат терминално, меѓутоа имате опција спасоносна, тоа е диализата. За црниот дроб нема се уште, иако има во некои високо специализирани центри, така наречени апарати кои можат да ја премостат акутната фаза на затруеност на црниот дроб, например од Amanita phalloides, од фунги овие што се токсични, и да овозможат
да се добија 24-48 часа додека не настапи трансплантацијата. Ама тоа зборуваме за премостување, не е тоа замена на црниот дроб. И заради тоа треба да биде јасно дека без црниот дроб не може да се живее и нема се уште вештачки црн дроб. Сега, кои се неговите функции? Вие кажавте филтратор. Меѓутоа, тука постојат многобројни други функции. Тоа е истовремено и фабрика, и лабораторија, и пречистителна станица. Значи, се она што внесуваме преку уста, храна, лекови, пијалоци, вклучително и алкохолот, оди преку главната вена порта во црниот дроб, откако се ресорбира, нели, преку цревната слузокожа и таму се преработува. Што значи, ништо не може да помине без за да го заобиколи црниот дроб. Се што ќе внесеме орално поминува низ таа станица. И заради тоа, се она што го внесуваме, пак ќе нагласам, вклучително алкохолот, вклучително лековите и типот на храна, може да го оштети црниот дроб и ако тоа биде пролонгиран начин на живот, може тоа оштетувањето да се перпетуира, да перзистира, да напредува и да дојдеме во стадиум кога се формирала цироза. Но црниот дроб е седиште и на друг тип оштетувања, например вирусите. Постојат така наречени хепатотропни вируси кои имаат афинитет за црниот дроб. Јас како хепатолог зборувам за хроничните вирусни хепатити, не за акутните, бидејќи постојат една група акутни хепатити кои доведуваат до болест и потоа до регенерација, вие рековте. Регенерацијата е многу важна особина на црниот дроб, ама таа нема бесконечен капацитет, што значи дека ако ноксата, ако агенсот, ако штетниот фактор е присутен подолго време, регенерацијата нема толков капацитет за да го надомести сето она ткиво што ќе биде уништено, и доаѓа во стадиум кога наместо физиолошка регенерација се случува патолошка регенерација. Што значи тоа? Сите оние места во црниот дроб кои пропаднале заради постоењето на тој штетен фактор, ќе бидат надоместени со сврзно ткиво, како кога имате рана на кожата, например, која ќе биде, нели, ќе заздрави местото, меѓутоа ќе остане лузна. Сега во црниот дроб остануваат милион такви лузни кои ја прожимаат целата територија, условно речено, на црниот дроб, формирајќи еден вид мрежа и таа мрежа не дава регенерацијата да се одвива нормално. И заради тоа доаѓа до појава на цироза. Значи, цирозата е еден дефинитивен процес, кога нема враќање назад, иреверзибилен. И таа пак од своја страна во својата еволуција има стадиуми, така што кога ќе дојде пациентот до терминален стадиум, тогаш функцијата е толку оштетена што животот не е можен. И сега да се вратиме на сите други нокси. Значи, кои други штетни фактори можат да бидат причина за болест на црниот дроб? Тука се една група автоимуни заболувања. Автоимуни заболувања значи дека имуниот систем на организмот произведува антитела кои наместо да бидат насочени кон туѓи надворешни антигени, се насочуваат кон структури на црниот дроб. И тоа е болест исто така на современото време. Сигурно дека имаат улога и начинот на живот, и еколошките, нели, односно промените во средината и така натака, меѓутоа да не навлегувам натака, бидејќи тоа е сепак една тера инкогнита. Да, меѓутоа само да нагласам колку многу фактори може да бидат вклучени. Можат метаболни фактори. Тука спаѓаат и вие што рековте неалкохолната, односно замастувањето на црниот дроб. Кога јас студирав, постоеше само еден етитет, тоа беше масен црн дроб. И тој обично се поврзуваше со алкохол или со шеќерната болест. Меѓутоа, во последните 3 декади, заради бум, заради експлозија на овие болести во западниот свет, ја нарекуваме болест или епидемија на современото време. Значи, масниот црн дроб не е хомоген ентитет, туку е хетероген. Се состои од повеќе разни форми, значи се категоризира. Тоа треба лекарот да го направи. А меѓутоа, особено се сериозни оние форми кои одат со замастување и воспаление.
Тоа се тие така наречен неалкохолен стеатохепатитис. Значи самото име кажува дека не е предизвикано од алкохол, тоа е сосема друга категорија на болести на црниот дроб, каја викаме со едно име алкохолна болест на црниот дроб. А во неа пак постојат разни форми, стадиуми и преодни облици. Значи пак е тоа работа на докторот. А неалкохолниот стеатохепатитис е болест која е во се поголем подем и денес во светот, во западниот свет, за жал, таа е најглавната причина за цироза и за завршни стадиуми на болест на црниот дроб. Тоа е навистина фрапантно, затоа што човекот успел покрај сите тие придобивки во медицината, во науката воопшто, меѓу другото, заради лошите прехранбени науки, кои имаат клучна улога во развојот на оваа болест, да дојде до стадиум кога не може да си помогне. Затоа што крајните стадиуми на неалкохолна болест на црниот дроб се цироза, а цирозата пак исто има своји стадиуми во еволуцијата и води до терминална црнодробна инсуфициенција, што значи откажување на црниот дроб. Ова се секако сериозни ситуации. Да. Меѓутоа, едно подпрашање со оглед на тоа дека во одредени истражувања и литература која читав е дека многу тешко има посилна симптоматологија кога црниот дроб, да кажам, е под одредена диагноза. Вообичаено, кога имате забоболка, ја чувствувате. Кога имате проблем со вкочането, дали е рбетен столб, рамо, повторно го чувствувате како еден вид на болка. Дали се чувствува болка и кога веќе треба да се упатите на лекар, кога имате проблеми со црниот дроб, или тоа се открие при некои рутински контроли? Добро кажавте, болката е пријател на човекот, бидејќи болката е клучен фактор кој го тера пациентот да бара решение, односно да се јави на преглед. За жал, болестите на црн дроб во значаен стадиум од нивното постоење, тоа значи мерено со години, остануваат неми или даваат многу неспецифични симптоми на кои не им придаваме значење. Сега еве да кажам кои би биле некои од тие симптоми. Значи ова е групно кажано, а кај едно лице може да има еден, ниеден и воопшто да не е свесен, дека е носител на некоја болест. Да, значи тоа е правило, а не исклучок. Сега, кои би биле тие симптоми кои ги поврзуваме со црниот дроб? Тоа се нека тежина по десен ребрен лак, што не е ништо драматично. Тоа е мачнина или утринска мачнина, гадање некогаш. Може да има некогаш безапетитие, некогаш отсуство на енергија, значи не се чувствува фит, не се чувствува во добра кондиција. Ама колку многу други фактори може да бидат пропратени со такво чувство. Една пролетна или пролетно време е врзано па и анемијата некогаш се чувствува дека немате доволна енергија. Да, меѓутоа, сакам да кажам дека не е нешто специфично. Некои симптоми, ама тие се присутни кај многу мал процент, може да вклучуваат сврап, чешање, кој нема кожна етиологија. Значи, често пати такви пациенти завршуваат на дерматолог, се лекуваат од скабиес, се лекуваат од алергија и така натака. Тие залутуваат и губат драгоцено време. Свработ, не секогаш, да бидам јасна, може некогаш да биде врзана со болест на црниот дроб и тоа кај одредени форми на црнодробна болест. Понатака, например, некои кожни промени. Кожните промени обично може да бидат присутни кај автоимуни заболувања на црниот дроб и некогаш нивното присуство од праќање од едно на друго ниво може да бидат иницијалниот момент кој доведува до диагноза, кој ја отвара диагностичката постапка. Само за себе присуството на кожни промени не значи црнодробна болест, туку треба да биде сигнал дека може би нешто се крие во позадина, па да го испитаме и ова. Но она што е најважна алатка за нас лекарите, тоа се лабораториските тестови. Значи, лабораториските тестирања мора да се спроведуваат и како нормален чекинг кај здрави, условно кажано, индивидуи, мора да се повторуваат периодично, тука спаѓаат систематските прегледи кои имаат таа функција. Меѓутоа, мојот апел би бил
дека не треба да се залажеме. Ако најдеме, например, лесно нарушување во лабораторијата, се чувствуваме добро и да оставиме времето да работи контра нас. А што се однесува до болестите, ние спомнавме она првата, најзастабената која е во пораст огромен, нели така наречената цироза или неалкохолното замастување на црниот дроб. Што е со хепатитите? Што е со останатите болести кои и натаму се присутни, иако за одреден вид на хепатит веќе знаеме дека заштитата е вакцинална, за другите има поинаков третман, така да малку повеќе околу останатите болести. Значи, јас ќе се фокусирам на хроничните хепатити. Тие се хепатитот Б и хепатитот С. Хепатитот А и други исто така, например, херпес симплекс, инфективна мононуклеоза, можни се, меѓутоа тие не даваат хроницитет и заради тоа ќе ги абстрахирам нив. Значи, хепатитот Б се уште е присутен како етиолошки фактор и за цироза и за хронични хепатити, бидејќи неговата еволуција е долгогодишна. Значи, се уште среќаваме пациенти кои го добиваат вирусот во текот, кои го добиле вирусот при породувањето, односно од нивната мајка која не знаела дека има хепатит Б. Тоа денес е спречено затоа што постои универзална вакцинација на новородените. Мислам дека од 2003 година беше воведено, така што новите генерации треба да се поштедени од тој хепатит Б, меѓутоа тој се уште е присутен во нашата популација, не така многу како порано, меѓутоа не е занемарливо неговото присуство, бидејќи се уште имаме хронични активни хепатити и цирози кои се последица на хепатитот Б. Хепатитот Б дава многу тивка симптоматологија, која е хроницитет во прашање. Например, пожолтувањето, која обично го врзуваме за жолтици, нели? И постои термин вака лаички, заразна жолтица. Заразна жолтица важи главно за акутниот хепатит, особено А, бидејќи тој оди со пожолтување, пожолтувањето е нешто што го гледаат сите, се открива, се мирува, се даваат лекови, се излечи и завршена е приказната. Хроницитетот не оди така, тој оди многу тивко, многу незабележително, многу неспецифично и може случајно да се открие при некое тестирање на крвта, ќе се најдат трансаминази или ќе се направи ехо, се гледа дека не е најнормален изгледот на црниот дроб и тогаш се отвара дијагностичката постапка. Значи клопчето се одмотува. За среќа, постојат лекови кои можат да го стопираат размножувањето на вирусот. Не да го елиминираат вирусот од црниот дроб, се уште нема таква терапија, но да го стопираат размножувањето на вирусот, што е многу голема придобивка, бидејќи на тој начин се стопира прогресијата, се стопира патот кон цироза или ако има цироза, се стопира нејзиното влошување понатака. Што се однесува до хепатитот С, за него нема вакцина се уште. Тој исто така многу тивко се манифестира, практично без симптоми. Ретко кој ќе има замор. Можете и повеќе месеци да бидете носител, така? Значи, зборуваме за хроницитет и за Б и за С, ако вирусот перзистира подолго од 6 месеци од влезот во организмот. Тоа е. Влезот во организмот не ретко воопшто не можеме да го дефинираме кога бил. Значи, откриваме знаци за хроницитет и го дефинираме степенот на оштетата. Врз основа на тоа се предпоставам и процесот на лекување по тоа. Лекувањето е задолжително затоа што денес постои терапија која е многу ефикасна, многу безбедна и е со ограничено време траење лекувањето. Например, вообичаено лекување 12 недели, тоа значи 3 месеци. Лековите се скапи за жал, меѓутоа се многу ефикасни, се даваат на уста и во 99% од случаите водат не само кон стопирање на размножувањето како е вирусот Б, туку кон елиминација на вирусот од организмот. Значи излекување. Тоа е голем дострел. Тоа е голем бенефит за пациентот. И да има цироза, таа цироза не очекуваме да напредува понатака, иако ние треба да ја контролираме
Постојат протоколи за тоа како се контролира, како се следи, бидејќи следењето за сите црнодробни болести од хроничен карактер е кондицио sine qua non, значи услов без кој не се може и не треба да се прекинат контролите. Тие можат да сигнализираат некогаш, не секогаш, и појава на карцином на црниот дроб. Многу е битно карциномот да го откриеме кога е мал, така наречен смол карцином, кој е третабилен, што значи може да се излекува. Тоа значи дека со негово отстранување потоа останува остатокот од делот да функционира и понатаму да врши работа на организмот во корист на... Апсолутно. Значи не смееме да дозволиме тој да порасне или да дојде во иноперабилен стадиум или да даде метастази кога лекувањето е веќе под знак прашање. Професорке, во самиот финиш на разговорот вие сте низ-трпна тема, секако и имаме многу прашања и подпрашања. Процесот на регенерација некако мислам дека поголемиот дел од популацијата ја остава малку поудобен, покомфорен стил на живот и вели во рете и да имам нешто, тоа брзо ќе се регенерира. Каков е процесот на регенерација? Дали тоа оди брзо? Вие споменавте одредени медикаменти, меѓутоа сепак да истакнеме дека тоа не е некое магично стапче и дека вие никогаш немате повторно чиста функционален орган како што бил на почетокот кога веќе имате процес на лекување. Значи регенерацијата е многу значајна особина на црниот дроб и на вистина неговиот капацитет за регенерација е голем. Тоа го гледаме кога имаме акутно оштетување, например акутен хепатит, имаме пожолтување, имаме трансаминази на дилјада и така натака, меѓутоа трае ограничено време. И за тоа време ноксата се елиминира од организмот, црниот дроб се регенерира и се регенерира ad integrum, тоа значи без траги од претходното оштетување. Тоа е добрата страна на приказната. Лошата е што не смееме да бидеме во заблуда дека регенерацијата ќе биде бесконечна. Затоа што ако ноксата, ако агенсот, ако факторот кој го оштетува перзистира, зборуваме за години. Значи вирусните хепатити ако не ги лечиме, тие се присутни со години. Автоимуните заболувања се присутни доживотно додека мислам и кога ги лекуваме, тие ќе бидат присутни, меѓутоа ќе бидат под контрола. Супресија, да. Значи сите тие состојби доведуваат до таков тип на оштетување што регенерацијата станува патолошка заради тоа таложење на сврзно ткиво како израз на оздравувањето. Значи имаме оздравување ad integrum, имаме оздравување со таложење на сврзно ткиво. Сврзното ткиво е мрежа која го гуши регенерирањето и затоа зборуваме за цироза. Цирозата има регенерација, ама таа регенерација не е здрава и не е бесконечна, таа е патолошка. Значи разликата е тука. Со други зборови мора да го детектираме оштетувањето, мора да го дефинираме причинителот на оштетувањето, мора да го дефинираме степенот на оштетата, да заземеме стратегија најдобра за секој пациент поединечно. Со професор Чавоска Иванова имаме навистина голем број на теми. За сега ќе завршиме тука со оглед на тоа дека времето толку ни дозволува на гледачите да им дадеме одредени насоки и правци доколку се препознаат во некој од симптомите. Инаку професор доктор Викторија Чавоска Иванова може да најдете во болницата Ачибадем Систина. Професор, ќе ви благодарам за издвоеното време и се надевам во следна прилика повторно ќе одработиме уште една интересна тема. Калциумот е еден од најзастапените минерали во телото. Тој е составен дел од коските, забите, крвотокот. Но вишокот на калциум во организмот може да доведе до негово таложење околу некои ткива, односно нивна калцификација. Овој процес е составен дел од старењето и може да го зафати било кој дел од телото. Најчесто рамото, колената, колкот и зглобовите. Постојат творби на калцификати кои се викаат спондилофити, остеофити и така натаму. Вишокот на калциум во организмот може да биде знак за постојани инфекти или некои болести. Посебно е опасно ако премногу калциум се таложи во артериите, бубрезите или срцевиот перикард. Калцификациите во дојките се воглавно бенигни, но може да бидат и знак за нешто посериозно.
Малите наслаги на калциум не ја реметат значајно работата на органите, додека поголемите формации можат да влијаат на правилната работа на организмот и да предизвикаат дополнителни проблеми. Луѓето најчесто не се ни свесни дека во нивното тело со години се таложи и создава една таква творба како што е калцификатот, се до моментот додека не биде почувствуван, а најчесто проследен со силна болка. Доколку треба сликовито да се опише, калцификатот би можело да се каже дека личи на исушена паста за заби, која ги спречува тетивите лесно да се лизгаат низ своите канали. Наместо тоа, регијата станува крута, нееластична, воспалена, но и болна. Видовме пред малку колку значи калциумот за нашиот организам и колку е битен за некои одредени функции. Денеска со нова интересна тема, гостин во прв план е доктор Саво Трајановиќ, физијатар, сопственик на ординацијата Меридијан Медикал од Скопје. Добар ден. Добар ден. Веќе споменавме што видовме и колку калциумот е важен за човековото тело. И со калциумот е поврзана и калцификацијата во организмот. Кажете ми дали самиот процес е поврзан со одредени возрастни категории или ги опфаќа и помладите и популарно наречените шилци кај народот ќе бидат всушност денеска нашата централна тема. Да. Вака сега, калциумот како калциум е нешто добро во самиот организам, но знае некојаш организмот да го наталожи на места кои што може да прават проблем. Сега, најчесто се јавува кај повозрастна група, или да кажеме над 50 години, но за жал во последно време, заради самиот стил на живот, се јавува и во помлада возраст. Инаку калциумот најчесто или шилците се создаваат во човековото тело. Еве ако гледаме, еве тука земав еден рбет, па најчесто во рбетниот столб или најчесто во вратниот дел од рбетот или во лумбалниот или половината се создаваат тие шилци, народски кажано, или калцификати. Потоа се создаваат во рамениот зглоб многу често, знаат во колковите и колената, и исто така во самото стопало или во самата пета. Тука се најчестите места. Тоа се критичните точки? Критичните точки кои што се и најболни и највеќе се жалат пациентите во тие делови на човековото тело. А дали модерниот начин на живот, повеќе седење, повеќе пред компјутерски екран, посебно мобилните телефони сега се наша преокупација од најмала возраст, можам да кажем, и процесираната храна, што значи изголемувањето на телесната тежина, влијаат да овој процес се убрза или дојде следствено на старосната граница? Да, вака сега морам да ви кажам како се создаваат први калцификатите. Самите пршлени, помеѓу пршлените имаме еден гел, еден диск, кој што текот на времето, а сега се почесто, не само со возраста, туку и со седењето, гледањето на мобилни, наведнувањето на самата глава, тој диск се суши, рскавицата или подмачкувалото помеѓу два пршлени, помеѓу овие два пршлени се намалува, буквално ја нема и самиот организам да се заштити почнува да таложи калциум и самата раскавица се заменува со калцификати или шилци. Сега тие шилци што прават? Доколку удрат на некој нервен завршеток или некој крвен сад, може да предизвикаат болка и тука почнуваат првите симптоми да се јавуваат. Тоа е најчестиот симптом. Тоа е најчестиот симптом. Значи болката. Ова го збориме сега можеби за рбетот. Подраматично настанува кога се формира калцификат во рамениот зглоб. Можам ја да го објаснам како настанува. Значи самото рамо има 4 мускули и тука има припои. Тоа се припои па оди мускулот, како едни тетиви, да кажам. Во тие тетиви, поради повреди, поради некои професии кои што ја користат многу раката, дали се тоа стоматолози, фризери, значи само бришење на прозори можат да направат тие движења, можат да направат подкинување на самата тетива и на тоа место самиот организам таложи калциум, ја заштитува самата тетива, ама не знае колку да ја заштити. И за жал почнува да создава калцификат, кој што е многу болен и многу драматичен кај пациентите. Јас земав фотографии да ви покажам. Значи, еве го на рентгенска снимка како изгледа калцификатот, еве го како се наталожува.
и тој го ограничува движењето на самиот рамен зглоб. И тоа многу При болно. екстремна болка. Да, и е многу болно. Сега, ако гледаме пример кај вратот, еве да видиме како изгледа кај вратот шилците, народски кажано, или шилците се исто што и спондилозата. Тоа ќе беше следното прашање, благодарам, да? Да, значи кога ќе кажеме имам спондилоза, значи имаме шилци во вратот. Тоа значи некоја вкочанетост и блокада. Да. Еве гледате овие тука мали израстоци што доаѓаат на пршлените, кои што го ограничуваат движењето и имаме болка. Морам да признам дека најмладиот пациент што бил кај мене со шилец има 17 години со спондилозна промена. Значи тоа е стварно Поразувачки малку така, да. И границата многу се намалува, веќе од 30-та година имаме спондилозни, изразени спондилозни промени. Што не било случај претходно, Што не било, да, веќе тоа на 60 години се гледале тие спондилози. Сега многу порано, кои се симптомите? Симптомите се болка во вратот, вкочанетост на вратот, ограничени движења, главоболка, трнење долж прсти, долж рацете. Значи сето тоа се симптоми кои што може да бидат да бидат поради овие шилци. Сега јас би продолжил надоле кои се најчести. Инаку шилците можат да предизвикаат и промени како и дискус хернија, ме разбирате, значи трнење долж ногата. Значи самите шилци во лумбалниот дел, во долниот дел може да предизвикаат да иритираат самиот диск и да искочи дискот и да предизвикаат болката да се шири долж ногата. Значи, тоа не значи дека ако имате проблем во рамото е само таму стациониран или само во вратот. Значи дека може во еден организам во повеќе наврати на повеќе локации да имаме проблем. Да, значи исто многу често се јавуваат шилци во колената. Самиот колен зглоб има една раскавица или подмачкувач кој со годините се истрошува. Сега кај спортисти, кај луѓе што работат на нозе, клекнати, многу порано тоа се прави, негде можеби веќе 30-40 година почнуваат краевите на раскавицата ја снемува, каде што почнуваат калцификати, калциумот да се таложи и се создаваат шилци. И затоа може и крцкање на самото колено да биде од тие шилци. Значи и да се јавуваат болка и оток. Значи тоа е исто многу чест проблем кај пациентите, шилците во колената. Значи спортистите не се поштедени иако воделе здрав живот, се движеле, сепак тоа е некој потрошен материјал кој спортистите и танчерите еве вака, па и тие се спортисти еден вид. Значи се многу во помала возраст и луѓе што имаат операција, дали е тоа преден вкрстен лигамент, менискус, многу побрзо развиваат артроза и шилци во самите зглобови. Али тоа не треба да ги обесхрабрува да спортуваат и да се движат. Така е, дали со одредена суплементација може некако тоа да се регулира? Видете, да, се препорачува дали се тоа препарати со хиалурон, дали се тоа препарати со инекции, пример може хиалуронски инекции, PRP методи, али тоа е веќе обширна тема, ја ви разговарал повеќе за шилци, после за кога сме кај шилците, само накусо да ве прашам, бидејќи по диагностиката, процесот на рехабилитација е вашиот домен. Меѓутоа, за да се стигне до таму, потребни се одредени снимки. Дали се само рентгенски или најдобро некогаш, во кој случај всушност треба рентгенски, а кога целосна магнетна резонанса? Вака сега, тоа е добро прашање, бидејќи сите се залетуваме веднаш со магнетна резонанца и сите бараме, пошто тешко се стига до магнетната резонанца и е скапа метода. И морам да ви кажам дека магнетната резонанца нема зрачење. Првин тоа вака да знаат пациентите, што многу ме прашуваат, значи во магнетната резонанца немаме зрачење, повеќе имаме во рентгенот и во компјутерската томографија. Али златен стандард е рентгенската снимка. Значи првин пациентот треба да оди и да направи преглед кај матичниот лекар, а потоа матичниот лекар ќе го упати да направи рентгенска снимка. Со рентгенската снимка доаѓа кај ортопедот или физијатарот, кој што ја гледа таа снимка и гледаме дали има шилци, какви проблеми има. Значи, првин се прави рентгенска снимка. Ништо друго нема потреба да се направи. Доколку има потреба за магнетна резонанца, да, специјалистот може да ординира. Тогаш вие упатувате и насочувате што треба. Не на своја рака, нема потреба да се направи на своја рака магнетна резонанца веднаш. Што се однесува до шилците, јас веќе гледам дека имате донесено материјал како тоа изгледа и на стапалото, големи деформитети и проблеми. Исто многу болен процес е и шилецот. Еве вака, ова е шилецот на петата. Многу чест проблем или калкар калкане го викат или шилец на пета.
тој се создава поради неудобни чевли, високи подпетици, носење подолго време. Значи жените се поподложни? Па да, морам да кажам дека се. Самата пета има една фасција тука, вака изгледа таа фасција, и самиот шилец кој што се таложи тука, тој шилец се таложи да заштити фасцијата, малтене бидејќи имаме цело време оптоварување во тој дел, но прави и проблем и ја воспалува. И затоа ние имаме болка долж целата пета, и затоа е многу битно да се носат помеки чевли, да се избегнуваат тврди чевли, подпетици, сега да не бидат секојдневни, нормално дека може да ги носат жените, али да не бидат секојдневни. И постојат и влошки кои што се изработуваат, кои што можат исто пациентите да им ги го носат. олеснат целиот процес. Да. Доктор Саво, вие убаво вака опширно и ви благодарам многу за сите модели и материјали што ги донесовте и детално објаснивте што и како е проблематиката на шилците. Меѓутоа, дали постои некоја превентива? На кој начин да се превенира да не дојдеме во таква ситуација? Ако дојдеме, веќе знаеме дека сте ви една од адресите. Да. Значи вака, јас би советувал првин, нели нормално најтешкото да се намали тежината, телесната тежина колку што можеме да вежбаме. Вежбањето е многу битно, самиот природен корсет, значи мускулатурата позади и напред да ни биде јака и на нозете и на рацете, значи тоа ќе допринесе да имаме јака мускулатура која што ќе го држи самиот рбет и нема да дозволи калцификатите да ни прават проблем. Удобни чевли, што е многу битно во летниот период да се избегнуваат оние рамни папучи колку што може, значи стварно ако спортуваме да имаме стварно квалитетни чевли. Кога сме кај папучите, колку е минимумот? 2 до 3 сантима, па, така? Да не биде многу висока, ама да не биде она баш рамен. Така. Претпоставам дека највеќе го оптеретува рбетот, крлицата. Да, и тука се тој иницијарен фактор за создавање на калцификати, дали во колената, дали во стопалото или во кичмата. И седечката положба. Значи да гледаме да седиме, многу луѓе сега во Македонија работат седечки, значи компјутерџиеве највеќе најголем проблем. А во слободно време се релаксираат со телефон. Да, со телефонот се релаксираме, така да пола саат да седиме, потоа да станеме бар 10-15 минути па да седнеме. Дури е добро и да се седи на топка. Так, тоа е една од опциите. Со доктор Саво Трајановиќ имаме многу теми, денеска конкретно калцификацијата и шилците. Ќе бидете повторно наш гостин со оглед на тоа дека треба да зборуваме и за физикалната терапија во постоперативните случаи, спортските повреди, на вистина голем број на услуги нуди Меридијан Медикал, ама тоа во некоја следна прилика. За сега ви благодарам. Благодарам за поканата. Продолжуваме понатаму со интересни вежби и секако предлог за здрав оброк. Добар ден, денеска ќе вежбаме со пилатес топка, вежбите за обликување на целото тело. Следите ни внимателно.
благодарам што бевте активни со нас. Останете во добра форма до следното видување. И стигнавме до минутите во кои ви нудиме брз и лесен, а и економичен избор на рецепт. За денеска, доколку немате доволно време да подготвите нешто што е покомпликувано, ова е една од наједноставните варијанти за лесна крем салата или за некој намаз. Може да го искористите во повеќе варијанти. Она што е важно е да имате семки од лупен сончоглед. Ги потопуваме во 200 мл топла или млака вода. Топлата вода го скратува времето на откиснување на семката на сончогледот, инаку во спротивно тие ќе треба да преноќат во ладна вода или најмалку да од 6 до 7 часа, што доколку ова го правите за вашиот ручек околу 15, 16, па и 17 часот, најдобро е семките сончоглед да ги потопите наутро пред да заминете на работа или некои други обврски кои ги имате. Ние овдека имаме семки од сончоглед кои ги ставивме на почетокот од емисијата да откиснат во топла вода. Топлата вода сега ќе исцедиме и ќе ни останат само семките од сончогледот кои ќе треба да ги исплакнете или измиете. Важно е да не се остава водата и да се премиат семките од сончоглед, бидејќи водата во која стоеле семките од сончоглед нема потреба да се користи и всушност не е ни здрава да се употребува понатака во рецептот. Не е сезона на цитрусни овошки, меѓутоа се наоѓа секогаш по некој лимон кој може освежително да действува во вашите пијалоци. Еден таков го сечкаме на половина и од половина лимон вадиме сок кој го додаваме во семките. Во теглата со семки во која имаме исцеден половина лимон, додаваме една супена лажица сенф. Тоа е отприлика количината која ни е потребна за овој рецепт. Сол, бибер по вкус и зачинот кој ја прави магијата и дава специфичен шмек на сето ова што го правиме ние овде денес е кари. И за крај во смесата додаваме едно исчистено лукче. Зачините се тука, смесата е тука, она што треба да го направиме е да додадеме 2 супени лажици. Јас тоа ќе го направам од прилика. 1, 2 маслинов зејтин и сосема малку вода доколку има потреба во процесот на блендирање. Рачниот миксер е една од алатките која може да ви помогне во процесот на мелење или ситнење на оваа смеса да се направи каша или како што ние го рековме на почетокот намаз. Меѓутоа, исто така се тоа може да го ставите во некоја чашка и во оние модерни разни видови што ги имаме на електрични апарати, помагала или процесори за храна, истото да се изблендира во кашаста форма со додавање секако на потребните состојки. Ние овој пат користиме рачен миксер. Гледате оваа смеса колку е цврста и густа, затоа и велам дека истата може да се користи како самостојно, како некоја ладна летна салата или намаз. За следната емисија планирам да подготвам тортили. Токму ова може да биде базата за веге намаз за тортилја. Сето ова го ставате на тортилјата и пред да ја завиткате, може да додадете сезонски зеленчук кој е по вкус, бидејќи овој намаз од сончоглед оди одлично со свежа пиперка, свеж домат, но и крставичка. Во експериментите кои ги имам правено при подготвување на истиот, воопшто лошо не се вклопува и пола китка магдоност, доколку се додаде пред процесот на блендирање. Секако тогаш намазот ќе има зеленикава боја. Да, едноставен рецепт, вкусно, се надевам дека во најскоро можно време ќе го направите ова што денеска ви го понудивме како избор на оброк, салата, намаз и ќе ги споделите вашите впечатоци на социјалните мрежи на емисијата во прв план.
До следното видување ви посакувам убави и радосни моменти.